It was a nightmare. It all started a few days ago. Каде ке се скриете? Кога тие се насекаде? Што ке правите? Кога немате излез? Како ке ги убиете? Кога веќе се мртви? Единствен начин да се преживее е да се пратат сите назад во куќата на мртвите. Сите премиера, петок, 22 часот. I've been waiting for you for a long time. Постава клучниот во аферата големото уво, човекот што е обзнани. Оно што беше вџашен 2003 по одлуката на Борис Трајковски за аболиција на Димовска и на Цветков, на изненадување на упатената јавност, сега по отворањето повторно на аферата од Тито Петковски, тврди дека за него тој случај е затворен. Веројатно за него е затворен, веројатно тој е задоволен, целта што ја сакал да ја постигне, ја постигнал. Јас лично не сум задоволна и повеќето, барем со кои сум разговарала, кои бевме засегнати од целата таа афера. Мора да подсетам, бидејќи доста се манипулира и со тој случај. Сега сватив, пишувајќи една ретроспектива за овој случај, дека и ние кои бевме инволвирани како жртви, многумина заборавиле голем дел од работите. Бранко Црвенковски имаше една пресконференција на која објави дузина стенограми од прислушувани личности, стотина личности. Овие разговори за прислушувањето не постои, тоа и самиот го изјави на пресот, не постои писмен налог, значи според неговата верзија, прислушувањето се прави во МВР по налог на Доста Димовска директно до началникот на петата управа. И тој тврдеше дека според неговиот извор тоа течело така со една устна наредба. По недела дена имаме нов прес, каде што беа понудени нови стенограми. Ова ново туце не беше обнародено веднаш, него однесено до обвинителот. Карактеристика за него беше што постоеле писмени налози. Она што е многу интересно, што тука имате прислушуван разговор помеѓу, например, председателот, сега покојниот Борис Трајковски и амбасадорот во Москва Димитар Димитров, пример. Значи за тоа има налог. Да, за тоа постои налог, потоа има за уредникот на весникот Факти, исто така со еден разговор со Арбен Джафери, еден со Трајковски, тие се водеа под некои шифри, Осило, железничар и така. Од овие разговори Црвенковски 2-3 недели подоцна во собрание извади и касети. И сега имате тогаш една трета, јас сакав би ги диференцирала во три купчиња, третите прислушувања или стенограми со кои располагаше Црвенковски беа разговори во кои главни актери или жртви беа странските амбасадори во Македонија. Францускиот, американскиот, германскиот. Значи, тоа се одвива во фази етапно, во цел еден месец. Значи, имаме три различни вида на прислушување, јас би ги нарекла. На овие третиве, во тоа време премиерот Георгиевски возврати, ако сакате, да ги извадиме и сите стенограми од прислушувани амбасадорски, да речем, разговори кога вие сте биле премиер. Значи, до таму дојдовме како држава, ете, до некое тоа ниско ниво. Да ги компромитираме своите државни интереси со внатрешна битка.